Докторе, значи им дадов еден совет, кога излегуваат од дома со чајното дрво да стават во ноздрите од тубите што ги имат, да плакнат уста со сребрена концентрирана вода и нос и при некој сомнителен контакт или повеќе контакти во денот, ако веќе се вроди некој страв, обавезно 2 до 3 монола урина кој ќе дојдете дома или имајте го со вас монола уринот, за да ви е мирна, ја што викам главата да ви е мирна. Тоа совет и навечер тие што имат проблеми со аспирин протектот го имате кората од врбата, така да ќе зборуваме кога имаме семинар, пак ќе ги повторуваме овие работи, но тие се некои работи кои што сакам да ги кажам чисто како профилактично. Те поздравувам, докторе. Тука сум Благодарам, професоре. Благодариме, професоре. Докторе, сега да ве најавам само ако може. Здраво на сите. Здраво, докторе. Ова е прво едно вакво онлайн издание со прашања и одговори со доктор Љума. Добивавме многу често ваши прашања, на кои што и на докторот исто така му ги поставувавме и решивме од оваа година да правиме циклус вакви онлайн семинари, односно каде што ќе можете вие да ги поставувате сите оние прашања кои што ве мачат, поврзани со она кое што е најскапоцено за секој од нас, тоа е нашето здравје. Прашањата можете да ги поставувате тука во четот, или можете да не ги испраќате претходно, ние докторот доби неколку прашања на имейл, или да поставите прашање директно со вклучување. Да кажам дека има повеќе прашања и докторот ќе имаме постојано вакви средби, така што имаме еден час да одговори на прашањата по ред, а за сите оние прашања кои што ќе нема време вечерва, здравје, следната недела или последната недела, значи ќе се организираме да имаме еден континуитет, каде и да се истекнеме една навика, каде што се она што не мачи, подобро да го прашаме докторот. Имаме таков еден стручњак кој што првиот ден е со нас во нашата компанија, кој што најдобро знае што е она кое што можеме да го потребуваме за нашето здравје, така што да не должам многу од вашето скапоцено време, докторе, да ви посакам добре дојде и повелете да започнеме со прашања. Се извинувам, најубаво би било директно да ми ги поставуваат прашањата, за да можеме да им одговорим. Дел по дел, како што ќе се најаво. Ете така. Добро, нема никаков проблем. Меѓутоа, дека тука некој постави прашања, можеме и тие кои што пристигна на имейл да започнете со... Се вака, има преку Каролина прашува за нејзин еден долгогодишен проблем со синузите. Најверојатно се работи за хроничен синузит. Таја не наведува дали се работи за фронталниве синуси, значи овие челниве, за максиларни или за максиларниве синуси, но без оглед на тоа, пошто терапијата и симптомите горе-долу се слични, таја наведува дека била сегде, давале некаква терапија, вклучувајќи значи институции во Скопје, во Велес, во некои други места, но нејзиниот проблем се уште не е решен, таја уште пати со синузиве, мада претходно проблемот со синузите биле попратено и преку од време на време бронхитични проблеми, што значи најверојатно имало и кашљања, главоболки, течење на нос, пецкање во носот, болки во грлото. Иначе, кога се работи за класичен хроничен синузит, обично болките се јавуваат, попратено е, ова забравив за малку да го кажам, секогаш е попратено со силни главоболки, што најповеќе тогаш тие симптоми ги наведуваат пациентите да се јавуваат кај лекари да бараат помош. Што се однесува до таја конвенционалната терапија на регулирање на синусите, тоа вечерва ќе го запоставиме, ќе настојувам
да кажам нешто во врска со нашето искуство, како ние ги лекуваме хроничните синуси со комплементарната терапија, односно со дел на терапијата кој се однесува токму на оваа проблематика. Значи, најдобар препарат од што го има во Green Master, не знам дали ме слушате или не, пошто тука гледам излегува знак на символот на нашиот Green Master. Значи, прво што треба да се направи кога е во прашање акутниот синузит, значи почетниот синузит, кога се јавуваат симптомите, најдобар лек за акутно третирање на синузитите од Green Master е ехинацијата. Значи, сите видови на ехинација во комбинација со цинк, ми се чини има чиста ехинација со други комбинации. Откако 2 недели до 3, а можеби некојаш треба и месец дена третман со ехинација, после втората недела се надополнува терапијата со црнот ким плюс екстракт од ким, исто така прекрасен препарат што ни дава можност покрај успешното лекување на синузитите да лекуваме и хронични или акутни бронхитиси, вклучувајќи и оние обструктивните од многу тешка форма. Моите искуства долгогодишни со употреба на екстрактот на црниот ким, сега веќе во форма на плюс, ми дава за право и на вакви случаеви, и на дотичната Каролина да ја кажам дека слободно може покрај ехинација која се употребува во ова акутната фаза дури 2 пати по една капсула или таблети се тие, да го вклучи и црниот ким со тоа што првите 2 до 3 недели да оди 2 пати со по 2 капсули на црн ким, а после да прејде на 2 пати по една капсула. За превентивни прилики, значи за превенција, црниот ким се употребува една капсула подолго, значи целото пакување до крај може да го пие да ги пие овие, да ги конзумира капсулите на екстрактот од црниот ким. Кога е во прашање синузитот кој го предизвикува некоја алергиска форма на болеста, тогаш се вклучува во оваа терапија дополнително и колострумот од Сан Бернард. Може за деца и тој детскиот колострум, ако веќе децата имаат, сега зборувам, пошто говорам за поставеното прашање, но да го користам времето, може би слушаат ова и други, за да имате искуство. Често пати и децата имаат појава на синузити, кај нив место исто така може и колострумот да се употребува кога е во прашање, постојано го повторувам, алергиската форма на синузитот, се дава колострум кај децата една капсула дневно, а кај возрастните 2 пати дневно. Со тоа што имаат можност децата да го употребуваат и колострумот со витамини, кој е наменет исклучиво само за децата. Ова е таа конкретна и според она што имаме искуство постигнато со години наназад, овие 3 работи се најдобри, да ги повторувам, ехинацијето, колострумот и екстрактот од црниот ким. За проблемите кои се попратени со акутна појава на болки во грлото, течење на носот и така натака, има уште еден препарат, тие се пестилите, мисле чини се
заборави се како се викаат тие, како бомбончиња што се употребуваат. Со жалфија. И жалфијата е добра, но има еден друг... Велслес и еукалиптус. Велслес со еукалиптус, точно така. Значи, тие што дополнително, значи, покрај ова, ако случајно оди повамно. Но, нели, медицината не е математика, ништо не е гарантовано, но слободно можам да кажам, од досегашното искуство, ваква една комбинација дава многу добри резултати. Не само кај синузитот, него и кај хроничните бронхични пулмонални заболувања. Тоа би било тоа по однос на прашањето околу синузитот. Имаше едно прашање од, се забравив како се викаше, во врска со проблемите околу фебрис реуматика, ми се чини. Кажав на Незе, пошто таја рече дека има слаб, ми се чини рече дека има слаб интернет, можеби не ќе може да се вклучи во ова наша вечерашна представа, како да кажам, излагање на тоа што одговори на поставените прашања. Таја прашуваше, односно се работеше за млад човек, негде помлад, кој боледува од реуматичен артрит. Прашањето беше дали може да употребува колагенот. Јас, пошто таму веќе таја има добиено писмено одговор, но да ја користам приликата да кажам дека реуматичниот артрит, фебрис реуматика, тој артритот диагностифициран од соодветен специјалист како фебрис реуматика, не се лекува само со колаген. Колагенот е дополнителен препарат. Фебрис реуматика може да се лекува со ајурведска терапија со артрото, е многу добар артрото како таков во вакви случаеви. Исто така во фебрис реуматика многу добро влијае за оздравување или подобрување на состојбите и со екстракт од белата врба 2 пати по една капсула. Затоа што порано реуматичните болести почнувале од претходните протоколи на третманот на оваа болест од страна на конвенционалната медицина. Секој реуматична болест, секоја фебрис реуматика се лекуваше со ацетилсалицилната киселина, што фактички е екстрактот од белата врба или по-широко познато аспиринот. Но аспиринот што го добиваме по аптеките е синтетски произведен и секако има многу нус ефекти за разлика од екстрактот на белата врба, што нема никакви нус ефекти, може подолго да се употребува и е доста ефикасен во вакви прилики. Покрај тоа што се дава и за регулирање на густината на крвта, поготово еве актуелен сега и ковидот, така да при високи дедимери, при регулирање на густината на крвта како одбранбен механизам од било какви срцеви заболувања, заболувањата на крвните садови, инфарктни состојби, висок притисок и така натака. Значи, екстрактот, јас кога еднаш го имавме тој препарат од Сан Бернард, после тоа исчезна, за среќа повторно Green Master успеа да воведе еден многу добар, прекрасен препарат, за мене барем стои на врвот на тие препарати што радо ги препишувам на моите пациенти.
Докторе, кога споменавте кората од бела врба, имам едно дополнително прашање за Добро, другарка. волите. Дали кора од бела врба можат да употребуваат доилки? Жени што дојат? Да. Вака, слободно можат и доилките да употребуваат, затоа што први не е како аспиринот, што обично и тој 100 милиграмскиот, и тој 500, и тој 300 во овакви форми се наоѓа кај нас по аптеките. Ацетилсалицилната киселина ја пробива таа бариера и кај доилките може да оди и да како состав во млекото. Но ова форма на ацетилсалицилна киселина кој е дел од екстрактот на белата врба и да влегува во таа бариера во мајчиното млеко, нема толкав процент што би можело да создава некои проблеми кај малите деца. Така да, според тоа што јас имам прочитано не само од упатството на нашата книга, туку повеќе има пошироки анализи направени, може и долготрајно и кај доилките. Ви благодарам. Дури кај бремените жени подобро би го заменили клексанот, што за мене баш не е, мада се употребува в протоколите за да се одбрани бремената жена од било какви тромботични појави во крвта, така да сега јас мислам дека дури на пошироката јавност не им е позната овој препарат, со него се запознаени само претпоставувам повеќето луѓе што имаат контакт со Green Master. Имавме уште едно прашање, само заборавив кој поставуваше, прележан COVID, сега во добра состојба, за сега нема некои проблеми, освен тоа што поминало, нели, како симптоми на сите оние кои прележале COVID, и прашањето беше што понатака, дали треба да се внимава, што треба да се направи, дали може нешто пост појавата на COVID, односно прележаната болест како COVID или SARS-CoV-2, точно за време на COVID, барем оние пациенти со кои јас сум имал контакт, дел од нив сум ги лекувал, за среќа сите пациенти што барале совет или биле кај мене на преглед, ја поминале кризата успешно, без икакви дополнителни или попратни проблеми и сите се осеќаат добро. Дел од нив имаат изгубено доста килограми, кај кои имаше со попратено кога беше со висок степен на дедимери, со значи докажани клинички и рентгенски бронхопнеумонии. Кога велам бронхопнеумонии, често пати нашите клиенти не можат да направат разлика помеѓу бронхитот, акутниот, односно хроничниот и бронхопнеумонијата или само пнеумонијата, како чиста пнеумонија без тој елемент на бронхит. Значи, сепак има разлика. Пнеумонијата е најтешка форма на воспаление на плуќата, кај што страдаат клетките на белите дробови и често пати за жал завршува и летално. Значи, тие пациенти кои поминале низ оваа фаза на COVID, попратено и со пнеумонија, односно бронхопнеумонија, тие нормално им треба време и треба да бидат внимателни, барем после првата рентген снимка, каде што ќе се докаже дека пнеумонијата се повлекува, дека има
во медицината се вика реституцио ад интегрум, значи враќањето во првобитна состојба на здравото ткиво. Тие пациенти треба да бидат внимателни барем после 6 месеци, некогаш и после 2 месеца, треба да се консултираат со нивниот лекар, пулмолог, за да ги следат состојбите со функцијата на нивните плуќа. Тоа не мора секогаш да биде со рентген снимка, него може и со еден обичен преглед, а исто така и ние во Green Master сме во состојба да ги следиме таквите состојби, со дополнителни прегледи, аускултација, физички преглед на пациентот, со квантна резонантна магнетна анализа и поготово со аускултација на плуќата, со слушање со стетоскоп, сите делови со плуќата, мада веќе се заборава еден многу едноставен, но ефикасен преглед, тоа се вика перкусија, удирање со прсти низ грбот на пациентот во делот кај што се проектираат плуќата, за да се слуша тој тимпаничниот звук, што би требало да е кај здравите, кога се плуќата здрави, а ако се рефлектира тој глувиот, загушениот, тапиот звук при перкусија, тогаш одма, барем јас тие пациенти ги праќам на дополнителни рентген снимци, за да добиваме реална и вистинска слика за состојбата на белите дробови. Значи, секој што прележал ковид, ако ковидот бил попратен дури и со обичен бронхит акутен, а не бронхопнеумонија или само пнеумонија, тогаш во таквите случаеви пациентите треба да бидат внимателни и да консумираат препарати кои влијаат во подигнување на имунитетот, а како во протоколите на лекување на ковид и на ковид, и на превенцијата, и на лекувањето, но и на постковидната состојба, на неколку работи треба да се обрне вниманието. Тоа е прво, да не се престане со употреба на витаминот D3, што во фаза на ковид треба да се конзумираат до 1000 интернационални, 1000 до 2000 интернационални единици, пошто често пати некои кажуваат не 5 требало, не 4, не знам што. Најдобриот протокол во светот што се употребува, таму се ординира во вакви случаеви 1000 до 2000 интернационални единици, што препаратот на нашиот препарат ми се чини има 400 интернационални единици, што со 3 таблети или капсули дневно доволно е да се одржува нивото на витаминот D3. 50 милиграмски ми се чини треба да се конзумира цинкот, 1000 милиграми конзумација на витаминот С. Интересно е дека овие институции употребувале, најверојатно заради смирување и добар сон, и мелатонинот негде дури 6 милиграма, а нашиот е 1 милиграм. За превентивни и постковидни состојби, за добар сон, доволно е нашиот мелатонин или мелатонин со грифонија некогаш, може да се употребува 2, во ретки случаеви и 3 капсули, односно таблети, 30 минути пред спиење. Овие се тие работи што постојано треба и откако ќе се прележа ковидот и кога веќе ќе добиваме тој PCR тестот негативниот или серолошкиот тест кај што има докажано дека
има прележан, има организмот создал имунитет. Кај многу мина, веќе имам неколку пациенти кои ми се јавуваат и имаат проблеми со главоболките. Во такви случаеви јас им препорачувам тоа што преска зборевме за екстрактот од белата врба, како замена за аспирин, 2 пати дневно, за да се регулира и густината на крвта, пошто тие луѓе некогаш месец-два кај нив дедимерите се високи над нормалата. Значи, до 3 месеци треба да се следи следи состојбата кај секој пациент кој прележал COVID-19, без оглед на тоа дека тој субјективно се осеќа добро како личност, но може да има некои скриени елементи на некое пореметување во организмот, а во таквите случаеви најмногу страда имунолошкиот систем. Токму затоа сите ние треба да обрнеме внимание на подигнување на имунитетот. А за подигнување на имунитетот, барем во нашата компанија, Green Master, има палета на препарати, почнувајќи од Германород 132, после монолауреновата киселина. Исто така треба покрај тоа што во акутната фаза професорот Лисичков кажа, таму се употребуваат во статусни состојби на пневмонии дури 3 пати по 3 капсули на монолауринот. После тоа имаме добар препарат од прашакот од врба, како се викаше кај нас тоа, односно, пардон, се извинувам, не од врба, него боровиот прашок, значи полен, боровиот полен боров полен е многу добар, што ние сега почнавме, но јас имам веќе искуство кај моите пациенти со боровиот полен, како препарат што го дига имунитетот и го подобрува. Значи, кажав дека цинкот, дето, цето се продолжува да се употребуваат на подолго време. Тоа би било горе-долу се околу COVID состојбите и пост-COVID состојбите. Други некои прашања јас барем тука немам кај мене, нема постигнато. Ако има некој, може да директно да се вклучи и да постави прашање. Ако вие имате нешто надице да прашате, можете или да надополнувате. Дека имате нека крената рака дека сакаше да праша, ама да видам. Дај види, нека се вклучи. Дека имаше кренато, ама се исклучи, така да додека некој размислува, јас морам науше нешто да укажам, што беше многу интересно и јас се радував дека и ние како Green Master тука можеме да допринесуваме. Се работеше за стандардното лекување во светските центри на COVID и со еден паразитоцид. Сега за ивермектинот, мислите? Ивермектинот, точно така. Ивермектинот веќе наидувам на разни записи за тоа, читам и претежно има добри зборови дека мада секојаш треба внимателно, се работи за еден антипаразитен лек кој одамна е познато
на наука, медицинската наука, поготово у ветерината се употребуваше. Јас памтам, пошто сум од постарата генерација, памтам дека како деца во некои потешки случаеви кај одредени мои комшии доаѓа и кажува за едни капсули кои се давале на овци, крави, свињи, што ти ја знам, но кои делувале и на тешки форми на воспаление на плуќа, на бронхит, на грипозни состојби и така натака. Нашиот паразитоцит, што за жал некогаш и го запоставуваме тој лек, тој е многу добар и како превенција и како лек да се вклучува во протоколите на, сега веќе зборувам на тој алтернативниот и односно комплементарниот дел на терапијата кај COVID, покрај тоа што стандардната медицина веќе ние знаеме има протоколи и знаеме во кои состојби на COVID што треба да се употребува, каков антибиотик, колку видови на антибиотици, некојаш дали треба и аналептици, односно во вид на аминофилини и така натака, во потешки состојби на обструктивен, односно на некоја пневмонија или обструктивен бронхит. Значи, да не го заборавиме и паразитоцитот, но и заперот. Заперот сме имале ние предавање, кога сме зборувале порано за заперот, сме кажале дека има антибактериство, антимикотично, антипаразитно и антивирусно делување. Така да, за жал, современата медицина се уште не како не го вклучува во дел од протоколите за лекување на одредени воспалителни процеси, но веќе светските искуства покажуваат некои држави и ги внеселе заперот како дел од протоколите за лекување на одредени воспалителни процеси, вклучувајќи и оние вирусните, каде предпоставувам нема да биде исклучок и COVID-19, односно SARS-CoV-2. Доктор, има две прашања тука напишани. Првото е, би сакала да знам колку време треба да се користи алгаснела. Таблетите за слабење. Алгаснела. Кога доаѓаат пациентите кај мене да прашуваат за слабење, јас често кај нив им велам, а за колку време сте се дебелеле? Дали за 1 месец или за 10 години? И обично добивам одговор нормално 5-6 или, значи, секоја терапија, поготово во вакви случаи за слабење, односно за дебелење, и едното и другото важи, пошто има и такви, а прашањето е за слабење, не можеме да постигнеме слабење, дури јас не сум за никакво слабење во рок од месец или два, човек да изгуби 10 до 20 килограми. Таквите слабења се многу штетни и при таквите слабења имаме појава на слободни радикали, кои дополнително прават проблеми кои за пациентот од естетски аспект тоа им е окей, и се радуваат дека веќе не употребу повторно поштале да ги облекуваат фармерките или некои други облека што порано ги облекувале, а поради дебелењето не можеле. Значи, алгаснела најмалку 3 месеци треба да се употребува, а дури во одредени случаи со намалување на дозата и до 6 месеци. Добро. Така да секое слабење, брзо слабење, барем ја лично сум против такви. Затоа што сум имал искуство, доаѓаа кај мене наши клиенти кои кажува дека биле кај не знам какви нутриционисти за месец, 20 дена изгубиле 10 кг. Такво губење на килограми е штетно по здравјето. Доктор, има уште две прашања тука во коментарите.
ашваганда како да се дозира и колку време смее да се користи за 67 годишна возрастна жена? 67 годишни, односно, ајде да речеме сега од 40 години нагоре, ашвагандата е еден прекрасен препарат од ајурведска медицина, која за да се пред се го регулира, ја регулира состојува, како се вика, значи сите луѓе кои имаат неурози, психози, нервна напнатост, несоница, брза работа на срцето, таикардии, палпитации, проблеми во желудникот. Сите тие слободно можат да почнат да употребуваат ашвагандата. За превентивни состојби една капсула е доволно дневно, со тоа што да не помисли дека ашвагандата ќе делува како еден психостабилизатор од фармацевскиот дел, сега да не употребувам имињата, не сакам, него тоа ќе почне да делува дури после 7-миот, односно 10-тиот ден од примената на ашвагандата. Стандардно се употребува 2 пати по едно. Ако имаат несоници, такви работи, втората доза обично би било добро тамо негде сат време пред спиење, мада ашвагандата не создава одма нагон за спиење, него сонот го враќа како природниот сон што е. Значи, првин се релаксира човекот, па после лека полека, додека гледа телевизија или чита некоја книга или нешто друго, и ќе заспи, ќе влезе во во валовите на тој нормалниот природниот сон. Долготрајноста на употреба на ашваганда е неограничена, но јас обично им велам 3 месеци да се употребува, па нека се направи месец дена пауза, за да може уште после тоа па да се продолжи со употребата на ашвагандата. Со тоа што ашвагандата не ствара зависност. Значи, и да се прекинува, ако веќе човекот гледа дека се е окей, нема потреба за било какви работи, може и да престане со тоа. Но во вакви случаеви, во вакви старосни години, или како да речем, тогаш вакви случаеви дури можат да употребуваат постојано без прекин колку сакаат. Фала, докторе. Значи, да се предозира, максималната доза на ашвагандата е 2 плюс 2, 2 капсули, 2 плюс 2 капсули, а нормалната доза е 2 пати по едно. И уште едно прашање има, фала за исцрпниот одговор. Како да се запре кашлица која трае подолго време за 18 годишно девојче? Станува збор. Сега вака. Добро, тоа е секој сака одма да добива не одговор, него резултат од било како препарат кога се употребува за одредена болест или симптом. Кашлицата пред се за мене, но предпоставам за голем број на доктори и мои колеги, е пред се во 99% симптом. Значи, преку кашлицата, ние треба да откриеме што му е на пациентот. Дали кашлицата е последица на бронхит, дали кашлицата е последица на алергија, дали кашлицата е последица на некаква си компресија во трахеалниот дел или трахеобронхиалниот дел на плуќата, дали кашлицата е последица на употреба на некој препарат, обично антихипертензивите. 90% од антихипертензивите предизвикуваат кашљање кај одредени, и
некогаш има таа, како да речем, еден вид на кашлица која кај луѓево се ствара како одговор на некоја психичка состојба. Тие се кашлици кои се дел од некоја нервно расстройство или нервен проблем, кај што постојано прават и тие мислат дека и тоа е кашлица, што фактички не е, но тоа е тик кој се однесува на некоја си натрешна нервоза. Сега, да го заокружиме ова, што треба да се направи. Заборавив уште нешто да кажам. Кашлицата, поготово кај децата, но и кај помладите луѓе, често пати е и лек. Сега, кога им велам на моите пациенти, кашлицата е и лек, затоа што со ниту еден лек ние не можеме да ги чистиме плуќата, како што можеме да го чистиме со кашлица. Значи, јас секогаш сум против давање на антитусика на деца, мали деца поготово, кај што има не сува, него помека, повлажна кашлица. Секоја влажна кашлица не би требало да се сопре, него само по себе ќе се сопре, ќе престане да кашля човекот, од која ќе се прочистат плуќата. Кај најверојатно, кај особата што има само дополнување тука на господјата, дека девојчето има алергија од мачка која се појавила пред повеќе од 1 месец и трае се уште на нозете. Точно тоа сакам да го нагласам, дека кашлицата кај алергични луѓе кои имаат алергија, кој е одреден, на мачки, на полен, на некоја јадење, на такви работи, ако веќе е констатирано дека е кашлицата како дел од некоја алергија, тогаш треба да се лекува основната болест, односно алергијата, а не кашлицата. Значи, алергијата од која ќе се лекува, само по себе ќе престане кашлицата. Јас сум против било каков фармацевски препарат кој налик на фолкодин, на антитусика и такви работи, да се употребуваат при вакви состојби. Тука најдобро е алергокомплексот кај нас, например, од габиве што се, едно, преска спомнав екстрактот од црниот ким како антиалерген многу добар и колострумот. Со тоа се регулира алергијата, значи организмот добива имунитет за да преброди таквата алергична состојба, само по себе се смирува тогаш и кашлицата. Значи, да повторувам, колострум, црн ким плюс и алерджи комплексот, ако го имаме во складот од во моментот најмалку 2 месеца, најмалку. Како? Ја сега тука се убацувам, читам што пишува во Добре, да. Дека во моментот користи монолаурин и боров полен. Дали е тоа во ред за алергијата или ова што го кажавте вие? Сега, тоа е во ред, но колку време користи првин треба да знам. Ако користи веќе, да речеме, 3-4 месеци, би требало да има некој, ако реагира кај неа оваа терапија. Но јас исто така имам моите предавања. Само 3-4 дена, докторе, започнала. Ако само 3-4 дена, тогаш нека продолжи со ова, барем првиот месец, ако почнува да се намалува кашлањето, односно алергиските реакции, ќе продолжи вториот месец до третиот. И мислам за 3 месеци треба да се добива потполно излекување на пошто јас и кај моиве блиски луѓе сум имал такви случаеви на алергиски кај што сум лекувал, најмногу, односно најкратко беше 3-месечна терапија. Ако и после првиот месец нема знатни подобрувања, тогаш можат да ми се јавуваат и на телефон и во некоја следна прилика повторно да поставуваат прашања
или да доаѓаат у канцелариите на Green Master на консултација и така. Доктора, последното прашање за вечерва, ќе ви го прочитам од четот, па здравија Боже, другите прашања во друга прилика навреме ќе ги одговараме. Значи, поздрав до вас. Докторе, најчесто прашање што ми го поставуваат, дали смета да пијат таблети за слабење, оние кои што пијат антидепресиви или лекови за дијабет. Ви благодарам напред. За кај антидепресивите може да се пие, може слободно. Но кај оние кај дијабетот треба внимателно, затоа што одредени луѓе кои имаат проблеми со дијабетот само по себе слабеат. Тие кај дел од дијабетичарите губаат килажа поради метаболичките процеси. Но смеат и кај првите и кај другите со тоа што кај дијабетичарите треба да се внимават, постојано да се следи гликемијата, како е состојбата со гликемијата. Значи, тука нема некои контраиндикации. Едните и другите можат да слабеат внимателно, со тоа што не треба слабењето да влијае врз погоршување на основната болест. Кај овие што употребуваат антидепресиви, треба да се нагласи што многу малку мина, дури јас мислам и современата медицина не внимава по однос на ова што ќе кажам сега. Дел од нашиве клиенти можеби прв пат ќе го слушаат. Омегите, сите омеги, а сега ние имаме прекрасен препарат Ултра Омега, ми се чини имаме, нели? Да. Омегите се сега најнов лек што се употреба во светските размери за лекување на депресија. Значи, констатирано дека ниските вредности на омегите, омега 3, 6, 9, ниските вредности ствараат депресивни состојби кај многу луѓе. Така да, употребата на омегите исто така влијае и врз регулирање на метаболизмот и како лек за слабење. Значи, повеќе кратно дејство ќе има, а поготово тоа не само луѓе што употребуваат антидепресиви, омегите се исто така многу добри и кај дијабетичарите, примената на омегите. Пошто имаме и ултра омега, сега тука се комбинации на одредени омеги и тоа делува. Јас веќе имам ординирано кај неколку луѓе кои имаат дијабет, имаат хипертензија, прележале ковид и така натака, со ултра омегата жената која имаше хипертензија е подобрена, не само ултра омега, односно омегите, и монолауринот имаше употребена таа, и белата, екстрактот од белата врба, жената среди хипертензијата, дијабетот и 5-6 килограма изгуби за еден месец. Значи, тука е тоа. Тука на тоа треба да се внимава. Да се надоврзам само на поврзано со дијабетот. Кои други додатоци во исхрана можеме да ги употребуваме за да регулира шеќерот во крв? Дијабетот успешно, тоа тврдам, успешно, но треба да бидат истрајни, треба да бидат внимателни, дисциплинирани сите тие пациенти со цинк, кром и цимет. Еден од многу добрите препарати, кои покрај тоа што се регулира и самиот дијабет, а дијабетот се регулира не како што го прави тоа хемичките препарати
сега нема врска и неќем да спомнам кој се, како се, кај што дава лажни ниски вредности на гликозата во крвта, туку директно го стимулира панкреасот за да тие лансовите острвца во панкреасот ствараат инсулин и со зголемување на инсулинот и префрлување на инсулинот во клетките кај што се врши метаболизмот на гликозата, делува многу добро, но треба малку да се почека 3 до 6 месеци третман со цинк, хром и цимет. После ајурведскиот препарат Диакюр е многу добар препарат. Исто така се употребува најмалку 2, па дури 4 месеци, во комбинација со цинкот, хромот и циметот, уште побрзо дава резултати. Имаме уште една габа која на светски размери широко се употребува, копринусот. Копринусот исто така, како и диакюрот, дава многу добри резултати. Некогаш самостојно кај одредени пациенти во комбинација. Со тоа нормално треба да се внимава и на хигиено-диететскиот режим. Сега, што е хигиено-диететскиот режим, може да отвориме некоја друга поглавле, па да кажеме што се за следниот пат како во тоа, да. Да. Океј, тоа беше последното прашање за вечерва. Ви благодарам, доктора, што одвоивте време и исцрпно одговоривте на овие прашања. На сите неодговорени прашања, здравија Боже, ќе организираме повторно вакви средби. Она кое што следно ќе биде од страна на Greenmaster како Zoom онлайн семинар е следниот понеделник. Гостин ќе ни биде професор доктор Кирил Лисичков. 25 јануари е Zoom-от. Тогаш завршува и оваа брошура со попусти и од другиот ден започнува една нова брошура. Па професорот Лисичков малку подетално ќе ни зборува за сите оние производи кои што ќе се најдат на најновата брошура, која што ќе започне 26. Така што ви подготвуваме повторно еден интересен Zoom за вие да можете подготвени да започнете со сите оние производи кои што ќе се најдат на новата брошура, а до тогаш, до 25 побрзајте и искористете ги овие попусти, бидејќи оваа година веќе производите на вистина нема да се дуплираат и доколку некои производи се на оваа брошура, верувајте дека на следната нема да бидат, така да ќе искористите можноста доколку имате некои омилени производи во оваа брошура, за кои што се уште се мислите дали да ги порачате или не. Јас ви советувам да ги порачате затоа што во следната сосема различни производи ќе бидат вклучени. Дали има уште некој нешто да каже за крај? Пред да се исклучиме. Океј, ако е тоа се, ви благодарам за присуството и се гледаме следниот понеделник со професор. Добрата поздрав од мене и од мојот со. Докторе. Супер. Поздрав на сите и убава вечер.